Собранието станува суд кој суди по кратка постапка и прави упад во казнената политика. Правната фила соостри критики за планот на власта да го протурка законот за амнестија, со кој сака да ги испразни пренатрупаните затвори. Професорот Светозар Шкарич критикува дека законското решение го урива правото, а собранието се меша во судската власт, што само по себе е уставно проблематично. Секоја амнестија, а со ова посебно, прешироко се нафлегува во судската власт. Фактички собранието преку овој закон игра улога на суд. И тоа, суди по кратка постапка. Законот го носи по итна и кратка постапка, ќе видиме, веројатно и без поголема поддршка. На иста линија со професорот Шкарич е и академикот Владо Камбовски. Според него, со донесувањето на законот, собранието упаѓа во сферата на казнената политика со одредени корекции. Но клучното прашање според него е дали во која мера собранието ќе ја користи својата уставна надлежност за давање на амнестија. Со донесување на закон за амнестија собранието упаѓа едноставно во таа сфера на казнената политика со одредени корекции, така да се каже, на оно што било донесено како правосилни судски пресуди за изречена казна затвор. Значи, тоа е едното прашање, прашањето дали собранието и во која мера ќе го користи својата уставна надлежност за давање на амнестија и со оглед на тоа дека амнестијата е исклучок од правилото. Според поранешната судика во судот во Страсбур, Маргарита Цаца Николовска, амнестијата е нешто кое што како институт постоел од секогаш и ќе постои. Меѓутоа, првиот тест што треба да се применува и да се оценува, вели дека е законитоста. Таа сугерира дека се потребни дебати и мислења од правни експерти, а не од политичари, за да се достава до собранието. Затоа велам дека е добро дека се отвара ова прашање и дека ова прашање, односно овие дискусии може ќе дадат одговор на повеќе елементи. Добро е што може тие разговори, тие заклучоци, тие препораки да се достават до собрание и да се види што фелата размислува во оваа насока. Зошто едно е политичарите, едно е целта на политичарите, а друго е целта на стручната јавност. Оваа амнестија би била седма по ред во независна Македонија. Правната фила и јавноста реагираат поради тоа што Министерството за правда образложи дека со амнестијата ќе ја реши пренатрупаноста во затворите, но не се внимава на законитоста и правото.